Драги гледачи, ова е моментот што сите го чекавме, почеток на црвена линија. Добро дојдовте, а сега Тина? А сега на самиот почеток одиме со на стандардно што го правиме, тоа ве потсетуваме што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Во топ тема вечерва дебатираат Тимчо Мицунски, Перо Костадинов, градоначалници на аеродром Иваландово, подпредседатели на ВМРО ДПМН и СДСМ. Што направија за 100 дена? Дали новите сили во големите партии ќе ги променат политиките? Можен ли е диалог меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН? Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васик. Тоа е вечер во топ тема, а денешната главна тема ни е доста актуелна според информациите од социјалните мрежи како што ги пратиме, која гласи: со или без сертификат за вакцина или прележаност во кафуле. Како се провери идентитет на гостин? Видовни ли се дукенџиите ако излажал гостинот? Секако направивме и анкета кога зборуваме за оваа тема, бидејќи сертификатите остануваат да се коментираат дали постои неопходност од нив, како и од сертификатите за прележаност, кои што според последните наоди нели важат барем за прележаност веќе 180 дена. Така да анкетата имате на самиот почеток, бидете подготвени да се вклучите на 023076677. А како повод на оваа денешна дискусија заедно со вас, ќе ја пуштиме изјавата на господинот Ристо Петков од Гевгелија, кој што како угостител доби казна од 7000 евра поради тоа што беа детектирани гости во објектот без сертификати. Така не бива, луѓе. Така не бива. Јас не сум убиец. Идат гости, нудат во време кога има 100.000 лажовни сертификати, во време кога економията е нула, они ни го прават во 7.000 евра. Знаете ли која пара? Животот ми го зацрнат. Ете ова како подсетување која беше изјавата, поточно коментарот на господинот Ристо Петков. Ќе напоменам дека ние го контактиравме со оглед на тоа што сагаме да го вклучиме во рамки на ова денешно издание на Црвена линија, но поради лични приватни обврски невозможно беше да се вклучи во Црвена линија. Но како и да, ќе потсетам дека во ова денешно издание на Црвена линија ќе имаме и вклучување на госпоѓа Анита Симеска-Димовска, која што воедно и директор на Државниот пазарен инспекторат, па заедно со неа ќе проговориме кои се точно утврдените правила во однос на поседување сертификат како за вакцинација, така и за прележаност. Да, а пред тоа, како што кажа на почеток мојата колешка, Тина, да видиме визуелно како изгледа нашата анкета, што ја поставуваме ден пред нашата емисија. Вака изгледа тема на денот: со или без сертификат за вакцина или прележаност во кафуле. Со, без. Тие се двете опции за оваа анкета и анкетата е на Црвена линија Инстаграм профилот, нормално и на Телма телевизија Инстаграм профилот, па ве очекуваме да гласате и моментално уште можете да гласате, а како што си знаете, како што веќе имаме информирано, после рекламите ви ги покажуваме крајните резултати. Така и еве загревање на самиот старт, ве очекуваме на 023076677. Кој е вашиот став? Сметате ли дека има неопходност се уште да ги користиме сертификатите за влез во угостителските објекти, во моловите, како и сертификатите за прележаност, или сметате дека треба да се има сертификат? Исто така ќе говориме за тоа кој е повеќе виновен кога станува збор за казните, дали само собствениците, дукенџиите и угостителите на објектите во кои што сакаме да го поминеме времето, или пак и гостите кои што најчесто се случува да поседуваат или лажен сертификат, или како во овој актуелен случај во Гевгелија, воопшто да не поседуваат сертификат. Како да ќе проговориме со вас, кое е вашето лично искуство кога станува збор за употребата на сертификатите, дали поседувате сертификат или можеби еве
одите се уште со сертификатот за прележаност. Да, а пред да вклучиме гледач во емисија, ја нормално тука на кратко ја потсетам како вие може нас да не се вклучите во денешната емисија, како не само денешната, како и секоја, преку нашите социјални мрежи, црвена линија на Инстаграм, црвена линија на Твитер, црвена линија најважно на Фејсбук. Ве очекуваме во порака, односно меседж, да ни пратите ваше размислување за темата, нормално па и за анкетата ве очекуваме. Исто така, како што кажа мојата колешка Тина, ве очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677. Се најавува се, слушнеме. А сега? А така, сега го ќе подсетиме дека веќе имаше дискусии и коментари и на Твитер, тоа ни е особено драго, а како и секогаш што бива, најнапред остапуваме простор и време за нашите гледачи. Го вклучуваме првиот гледач во црвена линија. Добар ден за првиот гледач. Секој е добро, во црвена линија сте? Ало? Да, ве слушаме, во програма сте. Добро вечер. Добро. Да прашам, вие имате ли став околу овие теми кои ги поставувате? Прво, ваш став го дадете, па да ги прашувате луѓе, гледачите, или немате став? Дали ние имаме став? Ние не сме битни, вие сте Ние сме битните. медиатори, значи новинарите и оние кои што нормално дискутираат на теми кои што ги засегаат сите. Со оглед на тоа што ова беше актуелна тема на дискусија и се уште околу казните, околу поседувањето на сертификатите, па дури нивната Кои неопходност. се тие сертификати? Кој го измисли тоа? Која е целта на овие сертификати? Дискриминација, депопулација, уништување на малите фирми? Па кој не го знае ова? Само што со подпросечна интелигенција човек па го знае, го гледа. Овие правила важат и во останатите земји. Такви ограничувања. Прво прашање дали тие што ги донесуваат овие мерки, дали воопшто тие дали се вакцинирани со вакцини, така наречени вакцини. До кога ќе го малтретират народ? Сега во цел свет се повлекува, се гледа дека се проби таа работа, се гледа за што се работи и сега уште тука, па тука е се застанато, се после една година ќе им текне, ќе треба да ги се укини у цел свет, па и тука да се укинат. Какви сертификати, какви бакрачи, луѓето се борат, дзуканџиите и угостителите се борат да останат. Благодарам што се вклучивте со оглед на тоа што не интересира какво е јавното мислење. Ова беше и првото вклучување, првиот гледач во црвена линија. Ве очекуваме и понатаму, а одиме и со коментарите на Фејсбук. Да, има со првиот коментар, кој е односно порака за нашата анкета од Мирче. Нема никаков ефект, имам сертификат од март лани, а сега го прележав омикронот. Тоа беше коментарот од Мирче, имаме и други коментари нормално, ќе ги прочитаме подоцна, а сега идеме со нашиот следен гледач. Дали се слушаме, во црвена линија сте? Ало, добар ден. Добар ден и секој добро. Добро вечер. Како сте? Добри сме, како Одлично. сте вие? Добро, еве со вас. Одавна не сум се јавила, викам чека сега не мрзим што да пишувам. Викам чека да ве поздравам. Да ви Благодарам. кажам дека да ви кажам со сертификативе ништо све излезе од контрола. Значи лажни сертификати. Јас на пример ако сум примила вакцина прошлата година, немам ничи антитела, а имам сертификат, па си се шетам, па тоа короната си се шири, а ја можеби сум ја примила Синовак, Синофарм, па тие не има што не антитела. Па се движам стегде, баш ми е гајле, си имам сертификат, значи ние сме неодговорни, не сме заинтересирани, немавме некои протоколи вака, некој да не насочеше да рече, значи ако си вакциниран ти пак заштити се, не се шетај многу по ресторани, кафулиња или тамо трговски центри, значи се излезе од контрола и не сум задоволна, значи што ни се случува, многу народ умира. Не знам како ќе биде, требаше да го слушаат Даниловски и Пановски, секако тие има многу убави препораки, добро се почна и они со нови препораки, ама многу задоцнено, многу народ умре, нели така? Така дајте да ве поздравам, да ви посекам убав ден. Вие одно сте заљубени, вчера славевте или не? Па, заедно со гледачите на црвена линија, секако беше... Не, вака дали си славевте, иначе со гледачите друго знам. Вака вие младички дека сте, за тоа ве прашувам. Прославивме вака или онака на некаков начин символично. Ве поздравуваме, останете секако со црвена линија. А сега е време да ја вклучиме денешната гостинка во црвена линија. Голема чест и задоволство ми е да најавам госпоѓа Анита Симовска-Димовска, која што е и директорка на Државен пазарен инспекторат.
Секој добре ни дојдовте од Црвена линија. Добре ни од мене. Добар ден, ви благодарам за поканата и што сум денеска ваш гостин, што може да одговориме на прашањата кои што се актуелни деновиве. Секако, па како што кажавте на прашањата и одма да наминеме на нив со првото наше прашање. Дали инспекторите на ДП имаат право да побараат лични документи на увид? Мислам, лична карта. Да, по однос на тоа како инспекторите го вршат инспекцијскиот надзор, согласно законот за инспекцијски надзор, можат да бараат документи за идентификација од субјектот, од одговорните лица на субјектот на инспекцијски надзор, од другите вработени кои што се ангажирани од страна на субјектот на инспекцијски надзор. Исто така можат да побараат и физички лица кои што се присутни во објектот, доколку се смета дека тоа е потребно за да целосно се изврши инспекцијскиот надзор и да се утврди фактичката состојба. Следното прашање се врзува за тоа што треба да направат самите угостители, дуќанџи, смеат ли да ги снимаат гостите на влезот како покажуваат сертификати и дали смеат воопшто дуќанџиите да примаат редар кој што може да побара лични исправи за идентификација? Да, во случај зборуваме за угостители, не дуќанџи, тука има разлика по однос на категоризацијата. По однос на тоа дали смеат да ангажираат редари, да, тоа им е обврска согласно протоколот што е донесен за работа на угостителските објекти, каде што угостителските објекти треба да ангажираат лице кое што е одговорно за менаџирање на влегувањето на гостите, односно редар. Посебно тоа е обврска на угостителски објекти кои што можат да примат повеќе од 30 посетители. По однос на тоа дали лицето кое што е ангажирано има право да изврши увид во личните документи, она што го имаме како информација и ние, бидејќи бевме во соработка со Министерството за внатрешни работи, овие прашања всушност ги одговаравме на почетокот кога и беа донесени мерките, е дека лицето кое што доколку има лиценца за обезбедување има право и да ги легитимира гостите на влезот. Меѓутоа сето она што можам да го кажам во оваа ситуација и што на стартот го разговаравме, веќе сега треба да разговараме околу дилемите дали е потребно или не е потребно сертификат. Овие прашања ги одговаравме и на стартот кога беа воведени мерките. Угостителите можат во рамките на своите вршење на дејност да применат и мерки со кои што треба да се заштитат, односно да ја извршат улогата која што им е дадена, односно да примаат гости со сертификат во угостителскиот објект. Да, и следно прашање ни е, како што откривме ние, доста популарно на социјалните мрежи, доколку во некој голем затворен трговски центар, шопинг мол, обезбедувањето, редарската служба констатира дека нема лицето сертификат, дали може да го спречи физички да влезе во објектот? Да, значи забрането е влегување на лица без сертификат, доколку лицето нема сертификат. Затоа е радарот поставен да го спречи влегувањето на лицето без сертификат во моловите. Исто така тоа важи и за угостителските објекти. Секаде каде што тоа е предвидено. А дали може собственикот на одреден локал, доколку му е изречена мерка да се жали, да донесе сведоци и да го обвини гостинот дека тој е виновен? Колкава е всушност во тој случај казната за гостинот ако признае дека покажал невалиден документ? Така, значи, ние како Државен пазарни инспекторат утврдуваме фактичка состојба, не ги утврдуваме доказните постапки како и што гостинот влегол во моментот, значи на вршење на надзорот, секако дека кога би ја утврдиле фактичката состојба понатаму, доколку има одредени приговори или доколку гостителот смета дека е изманипулиран, во доказна постапка која што дополнително се водела на суд, судот би ги утврдувал сите околности. Во ситуацијата доколку лицето кое што е присутно во објектот има лажен сертификат, се поведува кривична постапка која што ја поведува Министерството за внатрешни работи, казната секако се одредува дополнително колкава ќе биде.
и казната е секако за физичкото лице. Овде сакам да напоменам дека доколку ако единствен прекршок е присуство на лице со лажен сертификат во угостителскиот објект во однос на протоколите, во тој случај ние ги известивме и угостителите на почетокот дека во таков случај нема да имаат казна угостителите, дека ќе го имаме во предвид тоа дека тие во моментот биле изманипулирани. Да, и сега малце почудно, поинтересно прашање би рекол јас. Може ли да дојде до договор помеѓу газдата со лицето, поради кое е казнет, кое тврди дека не му е побаран сертификат за помала казна, истата да ја плати газдата? Па вакво нешто ви кажав, значи бидејќи казната не се плаќа на лице место кога се инспекторите, се даваат прекршочни платни налози на правното лице, односно на угостителот, доколку угостителот не ги плати, како што е во одредени случаи, тогаш се поднесува прекршочно барање до основниот суд и тамо начинот на кој што ќе се докаже вината или ќе се и висината на казната веќе ја утврдува судот. Сакам да кажам дека по однос на ова што се комуницираше во јавност деновиве околу висината на казната дека изречена 7.000 евра, тоа е збирна казна по однос на правното лице и одговорното лице на правното лице, во зависност од големината на субјектот. Големината на субјектот во овој случај е мал трговец, кој што висината на казната е 5.500 евра за правното лице. Овде сакам за јавноста да истакнам дека во овој случај, за да нема дополнителни шпекулации или насочување на друга страна, дека покрај тоа што се затекнати лица во угостителскиот објект без сертификат, исто така прекршени се и други делови од протоколот, односно точки во протоколот, така да не е единствен прекршок на затекнатите лица за сертификат заради утврдување на казната. Во угостителскиот објект дополнително е констатирано, значи заедно со лицата кои што биле без сертификат, утврдено е дека вработените не носат заштитни маски, тие што послужуваат дека пред влезот во објектот нема редар или внатре кој што треба да го насочува или да го менаџира влегувањето на гостите и дека искористеноста на капацитетот е над 50%, значи дека биле присутни повеќе гости од дозволеното по дадениот момент. Така што овие се неколку прекршоци по однос на протоколот и дека не е единствено казната само заради немањето на или присуството на гости без сертификат во објектот. Драго ми е, бидејќи се надоврзавте, тоа ќе ни беше и последното прашање конкретно од ваша страна да не откриете што всушност се случувало во локалот, во угостителскиот објект и врз кој основ се утврдени тие 7.000 евра. Така. Благодарам. Драго ми е што имавме можност ова да го кажеме и пред јавноста, бидејќи во увидот во записникот и во решението кое што веќе е издадено, констатирани се овие неправилности. Благодарам многу уште еднаш што одвоивте од времето да бидете вклучени во Црвена линија. Секако останете со нас до крај на ова денешно издание. Секако благодарам за поканата. Ние секако сега се вртиме кон вас, оно што очекуваме да слушнеме кој е вашиот став. Имате објавена со или без сертификат за вакцинација или пак прележаност или во кафула или угостителски објект, па дури и во мол. И секако еве да како да се провери всушност, како е најдобро да се утврди правилноста и регулативата и во однос на гостите и во однос на угостителите. Да видиме дали имаме гледач, ние му Тео дека имаме, па да слушнеме. Добро вечер веќе. Да, добро вечер. Добро вечер. Секој е добро во Црвена линија сте. Добро, може да разговарам. Секако, повелете. Се јавувам од Вратница. Така? Се јавувам од Вратница. Швајцарскиот дел од Македонија. Може сте слушнале. Многу ви убава емисијава и сакам да позитивно да се изјаснам. Сертификатите се потребни. И биле потребни и се потребни. А народот што се буни дека не им е јасно дали треба да примаат вакцина или не треба да примаат вакцина. Дали после секоја вакцина треба да бидат пак изолирани и да се пазат, без маски да не излегуваат. Да не одат во големи групи, по кафани, по кафулина, во продавница, без маски. Тоа е
Секогаш било и ќе биде. И да не ги напаѓаат министрите и комисиите. Секој ден не информира. Устите пена инфлација. Да се вакцинирате, да се изолирате, маски да носите, по кафани да не одите, а народот што не сака да слуша, то никој не му е крив. Ние 2 години од дома не сме излегле, каде што одиме, носиме маски, ги почитуваме сите правила. И комисијата, и министерството се во право, а народот не е во право. Така, Благодарам што се вклучивте така. А сега пред да го вклучиме нашиот сленгляч, малце да свртиме кон нашите социјални мрежи. Нормално вие сте битни. Ајде, имаме коментар на Facebook од Владимир. Добар ден. Се јавам во врска со казната на газата во Кафуле во Гевгелија. Мислам дека е неправедно. Некој во било кој време на бит пазар никој не носи маски. И пишал, морам да ви кажам, јас имам сертификат за 3 вакцини Синофарм, плюс за грип. И денес позитивен. Значи додам со сертификат, а не знаеш дека сум позитивен. Тоа. Ете така, ќе споменеме и ова, дека Гевгелија има и мали стопанственици, луѓе кои всушност земале и кредит да отворат и започнат бизнис. Како да е, можеби товарот горе-долу е на сите, како и на гостите кои што се очекува да бидат совесни, а не се совесни, и секако и на гостителите кои што најверојатно без сертификат, како за прилежаност и вакцина, не е дозволено да пуштаат, односно без контрола да ги пуштаат гостите. Тоа се за сега правилата, бидејќи пандемијата е во тек, но еве да слушаме кој е вашиот став и искуство, дали сметате дека товарот треба да биде само на угостителите и стопанствениците или пак можеби многу повеќе и на гостите. И дискутираме секако за неопходноста од сертификати. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Да. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Прво една забелешка до вашава телевизија. Повелете. Вие мене добро ме слушате и Да. слушателите добро ме слушаат. Меѓутоа, слушателите кои се јавуваат многу лошо ве слушаат. Да си ги поправите телефонските линии. Така, вие нас полошо не слушате. Во ред пренесено Да, и забележано за јавност. Кој е вашиот став? Во врска со главната тема. прашањето што е дадено. Се слагам со гледачката пред мене што беше. Дека сите треба да се вакцинираме, за да може пандемијата што поскоро да си замине. Ето, кога не работеа рестораните, владата двоеше пари да им даде, да ги помогне. Сега рестораните работат и мислам дека ние, посетителите, сме криви, кои не ги запазуваме правилата. Во сите ресторани, сите гости седат без маски. Едно. Второ, зошто газата или вработелите да вршат проверка на овие сертификати? И ако вршат, како ќе вршат, дали е тоа оригинал или е фалсификат? Ова што е казан човекот од Гевгелија, не знам од каде беше. Да. Така, но Гевгелија беше. Ристо. Да, тоа е случајот кој што деновиве беше актуелен во јавноста. Ние веќе повториме дека во Гевгелија, во угостителски објект, собственикот беше казнат со сума од 7.000 евра. Зборувавме и со госпоѓа Анита Симеска-Димовска, која што воедно и директор на Државниот пазарен инспекторат, и дека тоа е сума која што е пресметена од низа нерегуларности, а не само поради присуството на гости без сертификат. Да, и пред да го вклучиме нашиот сленгляч, на кратко да се свртиме кон социјалните мрежи, имаме коментар од Игор, заедно го прочитаме. Сертификатите се најголема глупост и представуваат селекција, односно дискриминација. Треба веќе да престанат да го малтретираат народ. Заедно со вакцините, кои впрочем се големо потврдање. Луѓе со 3 дози немаат антитела. Ете, тоа е коментарот. Одеме веднаш со вклучување и на гледачот. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Ме радува.
Па видите во што е работа. Јас се јавувам од Германија, сакам едно да ви речам. Не се реални овие комисии што ја знам од влада, Дада Бате, многу фатални грешки се праве. Кога треба да се вакцинира, што значи треба секој да се вакцинира. Убаво рече господинот пред мене. А не сега мораш, не мораш, требаш, не требаш. Што се случува? Сега чекаем, имат му показ на некој си како овој господин од каде беше Гевгелија, опни му 7.000 или 10.000, па нек се тој чеше и дека не го јаде. Па немојте да правите такви непријатни работи. Човек не може да си за фамилијата заработе, а не да биде тука портир на секого, PCR тест, па тогаш никој уопште нема да му влезе. Се јавувате од Германија, како е во Германија со сертификат? И дали им интерен за вакцини? Македонија, кога соседите затвараа граници, на пазар беше за Косово, оде преко Србија овамо намо и србите затворија, а Македонија никако. Политиката ни е никако кај нас што не водат ред од својот народ. Тоа треба да исчезне и да не се нападаме зошто било, зошто не било. Овде у Германија у трамвај, во било каква простори да влезеш, тражи ти PCR тест. А сакаш у автобус, било каде у некој поготово институција. А ка нас, ајде бе терај, може се. Тоа не е закон. Такви закони на нас не ни треба. Него треба да се работи према онова пропишаното. Да, а да ве прашаме како е во рестораните кај вас? Сега дојдоме и до тоа да и јас како се е во рестораните кај вас? Јас никако не слушам, потпуно слабо. Едино господино што беше, што ме спроведе до вас, у режија, а вие, многу ви е слаба звукот, тонот, не се слушаме, опростите. Да сте ми живи, здрави, ние ве сакаме и ќе ве сакаме, останете ни онакви како што сте, а оноа да си го поправете што ви реков. Тоа ќе биде забележано, секако ќе ургираме подобро да не слушате, да имате подобар пристап до нас, останете од Германија заедно со Црвена линија. Да, накратко пред да миме нашето следно, можам да кажам, интересно што може да видите на Телма сајтот е за 60% зголемен бројот на заразени во училишната популација меѓу 6 и 14 години, намалување на заболени во општа популација. Целосниот прилог можете и вие да го видите на Телма сајтот, telma.com.mk и да го прочитате. Ете, добивме информација со оглед на тоа дека имаме гледачи и од Германија, дека таму како беше тео, без дискусија, дури ниту во трамвај не можете без валиден документ да влезете. Господинот рече дека тоа се PCR тестови. А во продолжение очекуваме да слушнеме кој е вашиот став. Дали всушност сметате дека треба да се почитуваат правилата кога станува збор за сертификатите, онака како што се почитуваат во останатите европски земји? Еве, како инспирација плюс дополнително да слушнеме дали може би тоа ќе биде решение за се. Па да ве слушнеме. Добро вечер. Здраво. Да? Дали се слушаме? Германецов му дадовте бустер доза. Со време, мислам. Се јави од Германија. Тоа е оправдање, значи привилегија. Па не би рекле привилегија. Законот е еднаков за сите, така? Така. Птен се гледа. Иначе би кажал за овие сертификати и глупости, значи све ова само пратење на човечки права, двоење на народ, како по расна, верска, национална и секакви ова, па сега и двоење на народ по вакциниран, невакциниран, па има ПЦР тест, па има оваков тест, па има онаков тест, тасните овој смее у кафана, бидејќи е ПЦР, а овој не смее, нема ПЦР. Значи, ова се опасни гушења на човечки права, ќе ни се удрат од глава. Вас делува може вака смешно, тресе овој глупости, ама ќе се удри на ваша глава, да знаете.
Значи, овие доктори нека покажат да видам колку имат научен рад, научно дело, што го направиле во живот, па тогаш нека бидат комисии. Тие не знаат за себе лек да си најдат, не па да дават лекови. Овие се малку така изманикирани доктори кои изиграваат комисии. Времето истече за жал. Идеме со наш следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Да пробаме пак? Ајде, трета среќа, Тео. Добро вечер. Преминуваме... Да? Ете. Те слушаме во црвена линија, сте повелете. Телма? Да, Да. црвена линија. Се ово Гевгеја, во врска со овој угостител. Да, повелете. Мислам, треба да се преиспита, бидејќи пред 2 недели беше на ТВ Алфа на Везелка, се рекламираше тамо, само тамо нека провере да види дали е тоа политички или нешто друго. Значи, угостителот беше пред 2 недели на Везелка, емисија на ТВ Алфа. Добро, во ред, во однос на сертификатите, кој ќе биде вашиот коментар? Сертификатите тамо, сертификатите немат никаква врска. Може да имаш сертификата да си болен и спрема тоа, значи, џаба е сертификат. Сертификат ти си има може пред 6-7 месеца, сега да го носиш вирусите да бидеш болен. Значи нема врска сертификат. Те може најдобро рече овој доктор Пановски и Даниловски, дека сертификат немат никаква врска. Може да го и повеќе го шират вирусот тие што се вакцинирани, а после 6 месеци немат никакви, кажи ги овие, антитела. Така да, тоа е само на политичка основа. Само на политичка основа. Нека се преиспита угостителот да види дека тоа е само од тоа што се изрекламира на Алфа телевизија и ништо повеќе. Благодарам за вклучувањето во црвени. Пред да го вклучиме нашиот следен гледач, идеме со нови информации, ако може да покажеме. Министерството за здравство информира. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје дека во последните 24 часа направени се 4047 тестови, а регистрирани се нови случаи на COVID-19. И тоа не е све, идеме уште на едната. Од денеска ковид тестирања на уште 3 пункта во Ѓорче Петров, и Дадија и Битпазар. Така, во тек е акцијата за правење скрининг на населението со цел да се утврди дали имаме стекнато колективен имунитет. Така е. Вклучуваме нов гледач. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Секој добро. Добро, благодарам, како сте вие? Добри сме. Кој ќе биде вашиот коментар на денешната тема? Реалноста вели дека дуќанџиите, потоа што во конкретниот случај, нели, со човекот од Гевгелија, собствениците на ресторани, на угостителски објекти не треба да бидат виновни доколку во ресторанот се затекне некој кој што има лажен сертификат. Затоа што собственикот на ресторанот не му го издал сертификатот, нити пак има некаква можност тој технички да провери дали сертификатот е лажен или е вистински. Од друга страна, многу е интересно што некако се оди селективно, постојано се удира по угостителството како гранка, додека да речеме во кладилница не важат истите правила, нели? Сега, дали треба сите да се вакцинираме или не и дали сертификатите се вистинска мерка или не се. Јас не се согласувам сите да се вакцинираме, треба да се вакцинираат оние кои што сакаат. Затоа што се додека трае правилото да се подпишеш, да дадеш изјава дека се вакцинираш на своја одговорност, додека сите останати ги ослободуваш од одговорност, значи тука нешто не е во ред. А од друга страна, ако веќе и вакцинираните се заразуваат, тоа која е целта на сертификатите? Да го заштитиме вакцинираниот, вакцинирајќи го невакцинираниот со вакцина која што не го заштитила првиот. Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Коментари, дали имаме тело да прочитаме? Имаме коментар. Накратко ќе се свртиме, ќе се поврземе со нашата социјална мрежа на Facebook црвена линија. Имаме коментар од Драгче. Со сертификат. Нека не се прават фараери некои особини. Неодамна на Зелено пазарче во кафејанче
каде првша триба се заболеле 12 од гостите, а еден починал. Тоа не го кажа во медиумите, но дознав од прва рака што се вика. И сите што се во домашна изолација, и сите се во домашна изолација, сите си мислат изгледа, мене нема ми се случи. Глупости се тоа, но ете, се случува за жал. А она што се случува во црвена линија е вклучување на следен гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добар вечер, Македонија. Добро вечер. Кој е вашиот став во однос на сертификатите? Бог на помош денешно сете ние господово за многу години. Па мислам дека се тоа е тешка фарса во цел свет. Се радувам што многу луѓе се охрабрија во Канада, Франција вдигнаа народно востание за слобода, луѓе, за слобода. Еве ќе ви кажам пример. Мои блиски роднини, стариот човек во едно семејство со 3 вакцини вакциниран, пак се зарази и ги зарази своите сини сна невакцинирани. Значи, која е логиката? Што 3 вакцини вакциниран, заболува од COVID и ги заразува невакцинирани. Значи, жртви се невакцинираните, син и сна негови. Сега која е логиката? Во некој кафе, бар или ресторан, каде има малку гости, пуштат само вакцинирани така, што правиме кога истиот човек, свекорот или стариот човек, со 3 вакцини влегува и ги заразува другите вакцинирани. Што правиме? Која е тука гаранцијата? Значи, уништување на мало стопанство, уништување на домашни фамилиарни бизнеси, без никаков ефект. Во градски сообраќај во Скопје, како сардини, по 100 души во автобус, вакцинирани и невакцинирани, а човеков го кажува зошто, отимало некои со лажни сертификати. Ами тој не е полицај, тој не е истражен орган да испитува кој има вистински или лажен сертификат. Заврши времето за вклучувањето. Тина, на кратко се навратам на претходна информација, односно слика што ви прикажа вас, ако може режија покаже. Оваа слика видовте, малце наслов забори да ви кажам, но и ве се навратив. Затоа 1269 нови случаеви на COVID-19 пријавени, 25 починати лица. Таа беше таа информација што требаше да се каже. Тоа е оно што е најважно, дека бројките растат, особено последните вести се дека бројките на заразени растат помеѓу децата во училиштата. А вклучуваме и следен гледач, голем интерес денес во црвена линија. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да, благодарам. Па убаво алармира некои луѓе да нема физичка настава, дека ќе се случи заразување на младата популација. И тоа се изгледа дека со сила се туркаат да има што повеќе заразени, за да може да се направи што поголем притисок за вакцинација. Луѓето во цел свет се дигаат, се бунтуваат против вакцини, против сертификати, ограничување и се што овдека кај нас се казнуваат луѓе со илјадници евра. Тоа е невидена пресија. Дали новата комисија добива инструкции некаде од надвор и спрема терен за масовна присилна вакцинација? Мене така ми личи срамот. Дали ние овдека ќе бидеме експериментален полигон? Во Африка не се ни 10% вакцинирани. Дајте статистика да видиме таму колку има заразено, колку како прележано. Вие во медиумите немате никакви статистички податоци. Колку соеви моментално циркулираат кај нас, дали се уште делтата, колку заразени има од посебно од секој сој и какви предизвикуваат последици и симптоми. Ова е невидена работа, само вакцини. Не пукнавте више, луѓето умираат не од болеста. Ето, ова беше последно вклучување пред мала одишка. Одиме со реклами и останете со нас. Повторно сте со црвена линија. Во овие моменти да ве потсетиме дека вечерва е последната епизода од Тајко, но веќе утре вечер стартува и серијата Клан, кој што топло препорачуваме да не ја пропуштите. Така, сега ние одиме со нашите резултати од анкетата на нашите социјални мрежи на црвена линија Инстаграм и на
Телма телевизија, Инстаграм, која гласеше со или без сертификат за вакцина или прележаност во кафуле. Со има 16%, без 84%. А сега време да ве подсетиме за што ќе дискутираме утре во Црвена линија. Како да се научиме на емпатија и толеранција? Зошто не толерираме како општество разлики? И секако анкета, дали сме конзервативно општество со предрасути. Подгответе се, утре ве очекуваме во Црвена линија. Така, сега оставаме во сигурни раце на Готвиме со Маја. Гледајте Телма, довидување. Пријатно.